Господине Војневски, и вам извинување за ова доцна јавување. Каква е атмосферата во Анкара? Вела дека започнало се, дека најмногу авиони надлетувале над Анкара, дека првите покотници по улиците биле токму тука. Каква е ситуацијата? Дали сте вие на безбедно? Добро вечер. Значи, јас сум на безбедно. Моментално се наоѓам некаде на некои 600-700 километри од Анкара, не сум баш близко. Значи, целата екипа моја е на безбедно. Со мене во моментот е тука и тренерот Иван Јовановски Карас, кој исто така е на безбедно. Значи, драматична беше ситуацијата од она што можеше да го гледаме на вестите на турските телевизии. Значи, тенковите беа излезени по улици, имаше комплетно блокиран сообраќај и едноставно се беше парализирано. Од она што ние овдека можеме како луѓе кои што сме спорта да го дознаеме само преку телевизиите, се гледа дека сега во моментот ситуацијата е стабилизирана, дека има доста народ по улиците кои што слават со турски знамиња, едноставно да слават као победата на Ердоган. Господине Војневски, кажете ми, вие сте таму, целата екипа, велат дека небото на Турција било прелетувано веќе од 21 часот од голем број на воени авиони. Видовте ли вие нешто во вашиот дел или пак единствено во Анкара и во Истанбул се случувало ова? Да, она е можно дека се случувало во Анкара и околу Анкара. Исто така, по ние контакти кои што ги имав со моите пријатели кои што дел од нив се на одмор некаде во делот на Анталија и Кемер, таму исто така имало надлетување од авиони. Овдека кај што сме ние никакви такви действија немаше, значи овдека е тотално мирно се.